20 часот го следите дневникот на К1. Добро вечер. Следува кратка најава за настаните кои го одбележаа денешниот ден. Груевски потенцираше: за мене економијата е приоритет. Годишно над 100 милиони евра се инјектираат кај домашните компании. Во лабораториите на Центарот за јавно здравје постојано се испитува квалитетот на храната и водата. Ке продолжиме да се бориме за социјална правда, ке продолжиме со мерките за вработување на луѓето, рече премиерот Никола Груевски во своето вчерашно обраќање. Тој најави нови вработувања за македонците во новите компании и инвеститори во државава. Нови вработувања за македонците во нови компании и инвеститори во државава. Мусалсофт од Бугарија е една од инвестициите кои веќе се реализираат. Според информациите од заменик директорот на Агенцијата за странски инвестиции Климент Шекеровски, бугарските инвеститори веќе започнале со вработување на високо квалификуван кадар. За период од 2 до 3 години планираат да отворат 300 работни места. Дополнителни 120 вработувања најави премиерот Груевски во други две компании, едната италијанска, а другата израелска. Едната од Италија, од земјоделската индустрија која одлучи да инвестира во Битова и неодамна купи земјиште во индустријската зона Жабени, каде што наскоро ќе почне градба на свој капацитет. Компанијата користи посебна технологија за производство на преработен зеленчук за извоз главно во Германија и Италија. Тие ќе вработат 40 лица. Втората е израелската компанија која во Скопје отвора своја компанија и ќе вработи 80 луѓе во следните 12 до 18 месеци со план за значително зголемување на бројот на вработените во период од 5 години. Се очекува до крајот на годината уште две странски компании да ги објават донесените одлуки за инвестирање, а ќе се отпочне и со производство на две други фабрики, чија изградба е во финална фаза. Едната во Струмица за 1500 лица, втората во Скопје за 500 нови вработувања. А ќе следат и две отворања на фабрики на компаниите кои завршуваат со градбата и ќе следи почеток на производството. Тоа е втората всушност фабрика на Технокозе од Италија со нови 150 вработувања, а во декември компанијата Капкон со нови 400 работни места, двете во Скопје. Според премиерот ќе се потпише и најмалку еден договор за ново вложување на македонско тло. Се работи за германската компанија Костал, која ќе отвори работни позиции за 1000 невработени лица. Премиерот Никола Груевски во своето обраќање на свечената академија по повод 23 октомври истакна дека за него економијата представува приоритет. Воедно потсети дека во изминативе 2 години Македонија споредено со другите земји во Европа има највисок економски раст. Само економски независен човек е вистински слободен. Слободата мора да биде подкрепена со економски развој и приоритет на секој одговорен политичар е да граби кон остварување на економските проекти кои имаат реален придонес во животот на секој човек и секое семејство во Македонија. Ова го порача премиерот Никола Груевски во обраќањето на свечената академија по повод 23 октомври. Тој рече дека е големо задоволството кога фактите и бројките потврдуваат дека од залагањата и делата има резултати, додавајќи дека има уште многу да се направи. Така, например, за мене лично е многу значено што кога дојдов во владата во 2006 година, во Македонија имаше вработено 560.000 луѓе, а денес се вработени 700.000 луѓе во нашата држава. Тоа се оние новоотворени 140.000 работни места, од 560.000 на 700.000 вработени луѓе во Република Македонија 2006-2015. Годинава го достигнавме историски најниското ниво на невработеност од 26,8%. Најниско од осамостојувањето до денес. Груевски потсети дека во изминативе 2 години Македонија, споредено со другите земји во Европа, има највисок раст на економијата.
Прогнозите на Светска банка на почетокот на годината беа дека ќе бидеме први по економскиот раст во Европа. Сепак, кумановските настани и политичката криза во земјава ја искомпликуваа работата. Македонија не е прва, но како што рече Груевски, сигурно ќе бидеме меѓу првите 5. Странските инвестиции растат, стабилно е нивото на девизни резерви, растат депозитите на граѓаните во банките, како и довербата кон денарот. Создадовме една од најдобрите клими во светот за водење бизнис, а истото се рефлектира и на терен со отворање на многу нови фабрики, а со тоа и работни места, кои порано ги немаше, порача Груевски. Преку кредитните линии на Македонската банка за поддршка на развојот, Фондот за иновации и технолошки развој, како и програмите за самовработување на Агенцијата за вработување, над 100 милиони евра годишно одат на сметка на домашните фирми. Годишно над 100 милиони евра се инјектираат кај домашните фирми преку кредитните линии на Македонска банка за поддршка на развој, Фондот за инвестиции и технолошкиот развој и програмите за самовработување на Агенцијата за вработување на Република Македонија. И покрај светската економска криза, обезбедени се средства од 350 милиони евра од Европската инвестициска банка. Историски ова е неголема линија која била пласирана во земјава. Досега од оваа кредитна линија искористени се 319 милиони евра од страна на 1583 македонски мали и средни предпријатија, кои овие пари ги инвестирале во исто толку проекти, кои остварија 6441 работно место. На домашните компании на располагање им се повеќе кредитни линии во висина од околу 50 милиони евра годишно со субвенционирана каматна стапка за купување на опрема и машини. Македонска банка за поддршка на развој нуди осигурување на кредити за подготовка на извоз, осигурување на македонски инвестиции во странство, издавање на тендерска гаранција за градежни компании кои градат во странство, осигурување на извоз на капитални добра, осигурување на кредити на купувачи од странство на македонски производи. Истата има и пакет кредитни линии за финансирање на изградба на градинки и пензионерски домови, како и пакет за финансирање на купување и адаптација на мали сместувачки капацитети до 50 легла. Преку низата владени мерки за вработување и самовработување, многумина го најдоа своето вработување и ја започнаа својата успешна приказна за водење на сопствениот бизнис. Успешноста на бизнисите, конкретно формирани преку програмата самовработување, самата бројка покажува за успешноста. Значи имаме 7600 формирани нови бизниси, од кои 70% се уште активни. Значи таа бројка е на државно ниво. Можам слободно да кажам дека тој процент одговара и за општина Велес. Една успешна приказна од нашиот град е приказната на госпоѓа Живка Костадиновска, која што има формирана своја фирма преку оваа програма, значи програмата самовработување, и на неодамнешното доделување на награди за најуспешни бизниси формирани преку оваа програма, ја доби наградата за најуспешна жена предприемач. Таа ја има формирано фирмата Аронија Здрава храна, која што почнува со својата работа во 2009 година, а до сега има вработено 26 лица. Во лабораториите на Центарот за јавно здравје постојано се испитува квалитетот на храната и водата. Сертифицирани се 29 методи за испитување на квалитетот на храната и водата. Нова дозвола за работа неодамна добија лабораториите на Центарот за јавно здравје во Велес. Сертифицирани се 29 методи за испитување на квалитетот на храната и водата. Надлежните се надеваат дека во иднина самите граѓани ќе бараат овие параметри да бидат контролирани. Според Центарот за јавно здравје, се уште постојат угостителски објекти кои се потенцијална опасност од појава на зарази. Со ова значително е подобрен надзорот над
здравствената состојба на населението што го покрива Центарот за јавно здравје Велес. Центарот за јавно здравје секојдневно го следи квалитетот на храната и на водата. Во лабораторијата за санитирана микробиологија и хемија направени се над 6000 испитувања. Примерите кои биле тестирани покажале недостатоци во квалитетот. За ова директорката на Центарот за јавно здравје Флорентина Ристовска-Шурбевска истакна дека информирани биле надлежните институции. Воедно таа посочи дека нарушениот квалитет на тестираните примероци може да биде и смртоносен за некои луѓе. Ако сме нашле ешерихија коли во водата, можеме слободно да кажеме дека некој нема воопшто да се разболи, а можно и се и смртни исходи од заболување. Зависи во каква состојба ќе го начека тоа заболување организмот на човекот. Возраст, други болести, компликации, истоштеност и така. Во лабораториите на Центарот за јавно здравје, освен за Велес, се прават испитувања на храната и на водата за сите општини во југоисточниот дел на државата. На свечена манифестација, Руска фондација врачи поголем број на книги на Меѓународниот универзитет Гаврило Романовиќ Државин. Руската фондација и Меѓународниот славјански универзитет потпишаа и меморандум за соработка. На настанот присуствуваше и амбасадорот на Руската федерација во Македонија. Со свечена манифестација на Меѓународниот славјански универзитет Гаврило Романовиќ Државин во Свети Николе беа врачени поголем број книги од фондацијата Александар Солженицин. Именувана по еден од најголемите руски емигранти, дисидент и лауреат на Нобеловата награда за книжевност од 1970-та, фондот се грижи за зачувување на сите културни вредности на руската емиграција. Вистинско задоволство е да се биде дел од настанот. Врачување на книги од фондацијата на Нобеловецот Александар Солженицин, кој е и од непроценливо значење за универзитетот, па и Република Македонија. Амбасадорот на Руската федерација во Македонија, кој присуствуваше на свеченото врачување, изрази задоволство за оваа размена на културно ниво меѓу двете земји и за секој преземен чекор кој ја продлабочува соработката меѓу Македонија и Русија и ги зближува народите. Православието во Русија доаѓа од Македонија и првите православни книги се напишани на кирилица исто така од Македонија доаѓаат во Русија. А сега имаме обратна врска. Книгите напишани на кирилица се враќаат во Русија. И оваа духовно-културна размена се случува со векови. Таа зборува за нераскинливоста на нашите врски. Фондот досега донирал книги на повеќе од 100 институции во светот, а Меѓународниот славјански универзитет во Свети Николе е прва институција од Македонија. Ваков подарок универзитетот добил и во 2010 година. Овие книги ги обединува високо културно и интелектуално ниво. Тоа се мемоари и истражувања во руската литература. Имаме многу книги кои зборуваат за творештвото на Александар Солженицин. Имаме истражувања од областа на филологијата, славјанските јазици и славјанските култури. Ова се книги за луѓе кои што сакаат да размислуваат, луѓе што ја сакаат историјата и оригиналните вредности. На свечената манифестација беше презентиран 15-минутен филм за руската емиграција, а публиката беше почестена и со настап на градскиот мандолински оркестар Свети Николај под диригентство на маестро Кирил Трајковски. Никола Зографски е еден од најстарите часовничари во Велес. Тој со години ги поправа рачните часовници и будилници на Велешани. Низ неговите раце поминале безброј часовници. Никола Зографски е еден од најстарите часовничари во Велес. Со години ги поправа рачните часовници и будилници на Велешани. Почетоците на занаетот во ова семејство датираат од далечната 1925 година, каде занаетот се пренесувал од колено на колено. Тој се сеќава точно кога пред 60 години почнал да чиракува кај неговиот татко во истиот дуќан каде што работи и денес. Вели во Велес немаше куќа, а да нема будилник. Нашиот занаат е фамилијарен. Он е попримен од имам Чичко. Тројца браќа били, најстариот имал Солун учено и кога го попримил занаатот таму, дошол двајцата браќа у Велес ги научуи. Татко ми Спиро и Чичко ми Чиро. Они се најстари саатчи туку у градот.
и први биле у градот. Тоа е. После ја од 15 години чирачи сум бил више у дуќанот. Низ неговите раце поминале безброј часовници. Се сеќава дека во минатото поправил и ефтини, но и доста скапи часовници. Подскокнувале тие што имале ручни сати. Порано поише имале джепни у постаро време, после па како испаѓало модата рачни сати, или тоа е потреба. Потреба да си го има, да си види саатот. Имало работа, имало. Будилниците и рачните часовници веќе се минато. Современата технологија го засени овој занает. Но сепак стариот добар мајстор денес постои како наследник на една долга традиција што со години се негувала во Велес. Уште една лидерска средба без договор. Ноќеска започнува зимското сметање на времето, со што стрелките на часовникот ќе се поместат за 1 час наназад. Вести од Македонија. Уште една полноќна лидерска средба за спроведување на договорот од Пржино заврши без резултат. На вчерашната средба на лидерите на 4 политички партии која се одржа во клубот на пратеници се поставиле сите отворени прашања. За посредникот, белгискиот експерт Питер Ван Хојт, важно е што преговорите за примена на Пржино продолжуваат. Според него, иако не се постигнал заеднички договор, разговорите на вчерашната средба биле корисни. Се надевам на најдобро, но времето притиска, се очекува извештајот за напредокот и препораката, изјави Ван Хојт по двочасовните разговори. Покрај представниците на политичките партии на средбата беа присутни и евроамбасадорот Иво Орав и представници на други амбасади. Премиерот Груевски пред средбата во своето обраќање по повод одбележувањето на 23 октомври потенцираше дека договорот од јуни и јули во Скопје треба да се почитува во целост, како што е договорен и напишан, без проширување од рамките во кој е поставен и без разни толкувања и дополнувања во зависност од политичките интереси на партиите. Преговорите продолжуваат и денеска и во наредните денови на билатерално ниво. Никола Груевски, председателот на владата на Република Македонија, синоќа оствари средба со представници на дипломатскиот кор. Владината прес-служба соопшти дека на средбата се разговарало за политичката состојба во земјава, а во насока на имплементација на договорот од јуни. Беше истакната заложба кон изнаоѓање на решенија за надминување на предизвиците во врска со имплементацијата на договорот. Премиерот Груевски ја истакна посветеноста кон договорот и реализирање на обврските суштински и принципиелно и неопходноста од еднаква посветеност на сите инволвирани страни, стои во соопштението. Представниците на дипломатскиот кор, како што информираат на средбата, имаат разговори со представниците на сите политички партии, а во насока на поттикнување на финализирање на договорот се посочува во соопштението. Ноќеска почнува зимското сметање на времето, со што стрелките на часовникот ќе се поместат 1 час назад. Тоа значи дека во 3 часот ноќва стрелките на часовникот треба да се вратат на 2 часот, така што ќе се спие 1 час повеќе. Зимското сметање на времето почнува последниот викенд во октомври и трае до последниот викенд на март. Преминувањето на летно и зимско сметање на времето првпат е забележано во 1916 година во земјите на северот на Европа, а досега е воведено во околу 70 земји. Најмалку 55 лица загинаа, 107 се повредени во 2 експлозии во Нигерија. Ураган во Мексико. Ова е свето денеска. Ураганот Патриција во Мексико предизвикал свлечиште крај југозападниот брег, околу 85 километри. Илјадници луѓе се подготвени за евакуација. За сега нема информации за жртви. Според мерењата, Патриција е најмоćниот ураган досега и се заканува со катастрофални штети. Портпаролката на Мексиканската метеоролошка служба Памела Гарсија изјавила дека ураганот удрил во непосредна близина на Пунта Перула. Мексиканските и американските експерти се согласуваат дека можните предизвикани штети од Патриција може да бидат со катастрофални димензии.
Во две експлозии на североистокот на Нигерија загинаа најмалку 55 лица, а 107 се повредени, соопштуваат властите. Во петокот во експлозија на бомба во Јола кај новоотворената џамија загинаа 27 лица, а 96 се повредени. Саад Бало, нигерискиот представник, изјавил дека повредените се наоѓаат во болница, каде што им е пружена лекарска помош и оти не може да каже со сигурност дали станува збор за самоубиствен напад. За сега никој не ја презеде одговорноста за нападот. Запленети се 12 тони марихуана и уапсени 22 лица од страна на американските власти, откако открија еден од најдолгите канали за криумчарење дрога меѓу Соединетите Американски држави и Мексико. Во акцијата, американската полиција уапси 6 лица во Сан Диего, каде запленија 2 тони, додека мексиканските власти уапсија 16 лица, а запленија 10 тони дрога. Каналот е откриен откако американски таен агент се согласил на криумчарите да им обезбеди возачи и складиште, а за возврат да добие $10,000 за секој премин на камиони со дрога преку границата. Тунелот што го поврзува складиштето во Сан Диего и мексиканскиот град Тихуана со должина од 730 метри и длабочина од 9 метри бил осветлен и опремен со вентилација, како и со систем на железнички сообраќај. Иако тој регион во поголем дел го контролира мексиканскиот наркокартел Синалоа, чиј водач е Хоакин Ел Чапо, кој летово побегна од строго чуван затвор, не е наведено кој го организирал последното прекугранично криумчарење на дрога. Ракометниот клуб Вардар убедливо го победи тимот на Kielce, со што се зацврсти на првата позиција на табелата во групата Б. Тие на домашен терен триумфираа со резултат 34:24, а во овие моменти започна и мечот на женскиот ракометен клуб Вардар против Хипо на гостински терен. Си играат и два кошаркарски надпревари од првата лига на Македонија помеѓу Фен Индустрија и Работнички, односно Карпош, Соколи и Куманово. Во продолжение за останатите вести од домашниот спорт. Љубителите на спортот во Велес денес имаа можност да проследат еден фудбалски надпревар од втората лига на Македонија. На градскиот стадион беше одигран надпреварот помеѓу Евромилк и Победа, во кој двете екипи ги поделија бодовите, а крајниот резултат на мечот беше 1:1. Причината за одигрување на овој меч во Велес е лошата состојба на стадионот во Маџари, на кој како домаќин настапува екипата на Евромилк. Во текот на утрешниот ден велешани ќе можат да проследат еден фудбалски надпревар од првата лига помеѓу Металург и Шкупи, кои исто така поради лошата состојба на теренот од Автокоманда мораа да бараат алтернатива. Овој надпревар ќе започне во 13 часот и 30 минути. Со надпреварот помеѓу Фен Индустрија и Работнички вечерва ќе започне третото коло во кошаркарската лига на Македонија. Дуелот во спортската сала Јасмин во Кавадарци ќе започне во 19 часот. Половина час подоцна ќе стартува и вториот надпревар вечерва, во кој ќе се сретнат екипите на Карпош, Соколи и Куманово. Актуелниот шампион МЗТ Скопје својот надпревар ќе го одигра во среда на домашен терен против Кожув. На табелата по две одиграни кола Карпош, Соколи и Фен Индустрија имаат максимален скор. Комплетирано второто коло во кошаркарската Евролига. Дани Педросе освои полпозицијата на патеката Сепанг за големата награда на Малезија. Меѓународни спортски вести. Во германското првенство синоќа беше одигран првиот надпревар од 10-тото коло. Во него Хамбург ќе искористи предност од играч повеќе и славеше минимална победа од 1:0 на гостувањето кај Хофенхаим. Рајо Ваљакано убедливо со 3:0 триумфираше против Еспањол во 9-тото коло од шпанското првенство, со што успеа да ја прекине низото 3 порази во серија. Еспањол не успеа да го ублажи поразот, откако во судиското на дополнување Бургуи не искористи удар од белата точка. Во Франција Лион и Нант забележаа сигурни победи. Лион славеше со 3:0 против Тулуз, додека Нант триумфираше на гостувањето кај Ница со 2:0.
Со надпреварите кои беа одиграни во текот на вчерашниот ден беше комплетирано второто коло во кошаркарската Евролига. Најнеизвестниот дуел беше одигран во Шпанија, во кој екипата на Лаборал по продолжението славеше против Олимпијакос со 96-89, откако во регуларниот дел мечот заврши со нерешен резултат. Тимот на Фенербахче, во кој настапува македонскиот репрезентативец Перо Антич, загуби на гостувањето во Франција кај Страсбур со 91-70. Во останатите надпревари Барселона Зелена Гора 78-72, Сасари ЦСКА Москва 78-107, Бросе Баскет Даруша Фака 86-76 и Жалгирис Локомотив Кубан 74-76. Откако успеа да победи на трката во Јапонија, Дани Педросо овој пат ја освои пол позицијата на трката за големата награда на Малезија. Во првиот стартен ред друштво ќе му прават актуелниот шампион Маркези, лидерот во генералниот пласман Роси. Хорхе Лоренцо, кој беше најдобар на тренинзите, квалификациите ги заврши на 4-та позиција. Трката на патеката Сепанг започнува во 8 часот наутро. Денеска имавме претежно облачно и ветровито време. Да погледнеме какво време не очекува во текот на утрешниот ден. Ова беше последната информација за денес. Јас ви посакувам пријатна вечер.